Добар ден, почитувани, ова е почетокот на уште една нова Телма амбуланта, поточно на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Расте бројот на децата кои што доцнат во развојот на говорот. До кога може да се чека детето да ги изговори првите зборови? Дали е точно дека развојот на говорот е во тесна врска со развојот на мимиката и на фината моторика? Што се презема, односно како се работи со децата кои што доцнат со говорот? Ќе запрашаме денешната гостинка, магистер Билјана Крстевска-Кокорманова, логопед од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Кога е нормално детето да прозбори, како се работи со децата што доцнат во развојот на говорот, ќе запрашаме денешната гостинка, магистер Билјана Крстевска-Кокорманова, логопед од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација. Билјана, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден. Поздрав за вас што обработувате теми од развојот на сите аспекти и благодарност секако што се одлучивте вработен од нашата установа која што е врвна од оваа област да гостува денеска во студиото. Така ние имам убава соработка со Центарот за слух, говори глас, кој што сега има малку покомплексно име, така. Велате дека говорот е дел од целокупниот развој на детето, но дали е точно дека постои тесна корелација помеѓу развојот на фината моторика, значи работата со прстите, и мимиките со развојот на говорот? Дали е точно дека предуслов за да се развие говор е всушност развојот на фината моторика? Да речам дека ако давам одговори со да и не, овој одговор е делумно точен. Значи, развојот на фината моторика и развојот на мимиката се еден од предусловите за развој на говорот, меѓутоа и не единствениот. Сите ние, како живи единки, се раѓаме со една физиолошка предиспозиција, која што ни ја дава тоа што сме човекови битие и ја имаме таа моќ на говорење, на зборување и на формирање говор и јазик. Таа е природната предиспозиција на човечката единка. Постои уште една предиспозиција, а тоа е личните капацитети, што ние ги имаме секој посебно, што ги добиваме како резултат на генетските фактори и склоп на други околности од планирањето на семејството, зачнувањето, носењето, раѓањето и понатамошниот развој, и третиот фактор се социолошките фактори, односно влијанието на целата околина врз развојот на единката. Конкретно, кога станува збор за фината моторика и за мимиката, секако значењето е исклучително важно и многукратно. Постои во учебниците за физиологија една слика каде што се репрезентирани зоните на инервирање во кората на големиот мозок. И таа е една карикатура каде што можеме да забележиме дека дланката и овој дел од оралниот апарат и целото лице покриваат, имаат најмногу центри во кората на големиот мозок. Сега развојот на фината моторика од самото раѓање, односно совет од нашите стари професори за младите мајки кои веројатно ги интересира, слободни рачиња, да не се користат ракавичките, да, можеби ќе се гребне малце, сето тоа ќе зарасне, меѓутоа ќе допира, ќе истражува околината, ќе допира различни текстури, со тек на времето ќе почне фатот да го развива така како што оди, па ќе префрла од едното во другото раче, доенчето, бебенцето, играчки или какви и да се материјали од секојдневното живење, единствено за кое што треба да се грижиме е сето тоа да е безбедно. Сега колку можат да се скратат ноктињата, да не се повреди окото, да не дојде до некоја подлабока раничка. Во понатамошниот развој, пуштањето на пот, допирање, да ползат обавезно покрај оној моторен, крупно моторен развој што ќе се добие, со допирањето со раката, придржувањето ќе се развие и фината моторика. Во однос на мимиката, како ја нарековте, 60% од комуникацијата што ја имаме е невербална комуникација. И децата од самото гледање на ликот на мајката и нејзината града учат и мимика. И затоа ги гледаме, им зборуваме, се насмевнуваме, па правиме некоја
некоја смешна гримаса, така учат да ги изразуваат емоциите и така натаму. Значи, како и да е еден од важните сегменти во целокупниот развој и во развојот на говорот, фината моторика и мимиката. Заборавив да напоменам, фината моторика е значајна и за развивање на првите гестови, кога детето работи веќе со рачињата, ги учи основните глаголи. Да побара, дај, да даде, да покаже, тоа сакам. Да. Така, значи, од повеќе аспекти е важно. Да. А кажете ми, кога треба да започне прозборувањето и има ли период кога треба да заврши? Да, така широко и интересно прашање. Проговорувањето почнува уште од моментот на зачнувањето на зиготот. Во понатамошниот развој на плодот на ембрионот, кога се развива слушниот апарат и се примаат звуците од околината, се стимулира развојот на мозочето и целокупниот развој и се храни таа човекова предиспозиција што ја имаме за развој на говор. Првото нешто да чуе. И оттаму велиме, некој бебенце плаче, ќе го слушне гласот на мајката, на таткото, на другите блиски лица што биле во неговата околина и се смирува. Понатаму, откако ќе се роди, со самото раѓање, првиот крик кога го има детето, прво е нели земањето на воздух, почнуваат да работат белите дробови, а понатаму го испушта првиот крик, а тоа е и основниот ларингеален глас, кој понатаму делува во развојот на говорот. Постепено, значи чекор по чекор, така. Во фази комуникација понатаму и негде првиот збор кој порано, кој подоцна, развојниот татока се ист за сите, меѓутоа со различни временски дистанци кои зависат од овие чинители, сите очекуваме околу првата година повеќето дечиња да го кажат првиот збор. Понатаму се надоградува речник, јазик, се усвојуваат правилата на мајчиниот јазик и до ден денеска сите ние го градиме некои аспекти и сегменти од говорот. Го богатиме речникот, изразувањето. Еден процес што трае целиот живот. Целиот живот, да. Но родителите тука првата година би требале да го очекуваат првиот збор кај детето. До кога може да чекаат? Повторно индивидуално. Веќе до годинка и пол, доколку станува збор за едно здраво родено бебенце, не е следено од развојни советувалишта, па давани насоки, условно речено се друго е здраво, физички добро се развива, педијатарот вели дека останатите развојни параметри добро одат, меѓутоа, до година и пол, ако не се појават првите зборчиња, веќе е некое црвено знаменце и треба да си побараат да се обратат на стручно лице од некоја од нашите професии. За говорот е задолжен секако пред се логопедот. Така, ќе проговориме за начинот на кој што се диагностицира, но би сакала да ве прашам за кое дете сметате дека има неразвиен говор? Дали кај онакое кое што целосно отсуствува говорот, или кај дечињата кои што изговараат некои прости зборчиња двосложни, мама, тата, дада, дали е тоа говор? Тоа е говор. Говор е и првичното гугање. Говор е и сето тоа спаѓа во прозборување, во проговорување. Да, говор е и оние што се оној првиот плач, 2-3 месеци кога има пријатни и непријатни сензации, па семејството се уигрува со детето и учи да разликува кога му е лагодно, кога не му е лагодно, па она првично извикување, вокали. Поради хоризонталната положба почнува со гугање, кр, се обраќа. Ние му кажуваме, ни враќа, му кажуваме, ни враќа. Постепено почнува да мултиплицира слогчиња и негде до првата година тие дупли слогчиња почнуваат да стануваат зборчиња. Мама, секогаш кога се обраќа на мама, тата на тата. Ако го има тоа, пропратено со гести, со жива комуникација. Сега ние можеме да се изборуваме овде секој за себе, меѓутоа комуницираме взаемно, значи треба да е насочено кон некој, а има фаза и кога е насочен говорот кон самиот себе. Се возбудува од нешто што произвело и го повторува многукратно, ама треба да види дека ја радува и околината. Значи ова нешто значи, јас правам добро, ајде да продолжам.
И тоа се зборчиња, меѓутоа ако постојат негде околу година, година и пола, ако детенце во третата година е само со тие мултипли слогови или веќе со значење на збор, тогаш е нешто посериозно и доцнење. Постои и комплетно отсуство на говор, меѓутоа за нас логопедите најбитно е да ја има комуникацијата. Има дечиња и гестовно, имаат жива комуникација, очињата му зборуваат, а говорот може да се развие подоцна. Не дека не е проблем, ама да речеме од полесните гајлиња во нашата струка. Ако интелектуалните способности се зачувани, се во ред, нема простор за големи грижи? Нема простор за големи грижи доколку се зачувани интелектуалните способности, освен ако не е некое невропсихијатриско нарушување, сега актуелниот аутизам, кој што ќе го расчистиме заедно со цела група на професионалци, а инаку присуството на говор без комуникацијска компонента, и тоа е црвено знаменце. И тоа е дека треба да се обрати родителот, семејството, згрижувачот на некое стручно лице. Отсуство на говор, а постоење на невербална комуникација ќе биде доцнење, ќе биде развојно говорно јазично доцнење. Може би понатаму и некоја дислексија ќе развие, меѓутоа ќе ги стаса своите врсници, а овие другите невропсихијатриски нарушувања и некои други останати дијагнози кои што професионалци со кои што соработуваме ги поставуваат, се малку посложени. Посложени, да. Веќе споменавте дел од причините поради кои што може да дојде до доцење во развојот на говорот, бременоста, здравјето на мајката за време на бременоста, околните фактори како говорот, обраќањето на родителот кон бебето и слично, но што е со оној наследен фактор? Да речеме, мајката или таткото доцна ги изговориле првите зборови, може ли тоа на некаков начин да е поврзано? Многу пати ние во нашата практика се среќаваме со родител, доаѓа, носи детенце, ете 2,5-3 годинки, доцни говорот, има некои елементи, ама нешто недостацува. Еве ми рече свекрва ми сопругот подоцна прозборел. Постои и ние така сме натерани да истражуваме дали постои нешто што е научно докажано, фамилија на доцни проговорувачи. Единствено што успеавме да најдеме е дека е можно да постои отстапување на говорно-јазичниот развој како наследна карактеристика на доцни проговорувачи од машка страна. Машка линија, значи. Да, меѓутоа не треба ова да го земеме строго и да судиме, зависи колку е тоа. Пак зависи колку е тоа. Се е релативно некако во нашата работа. Се зборува и за екранизмот, односно преголемата изложеност на малите деца на технологијата и на екранот пред се на мобилните телефони. Има ли научни докази дека всушност тоа може да доведе до доцење во развојот на говорот? Да, за тоа секако. Еве, ова е едно од прашањата на кое што можам 100% да одговорам. Прво, практиката покажува, а потоа и науката покажува веќе и години наназад. Јас би сакала да се придржувам, има една препорака на Светска здравствена организација од 2017 година, вели до 3 години нула време пред екраните. Воопшто да не ми се даде можност за престој пред екран. Да, зборувам за од развоен аспект. А од здравствен аспект, да си кажат други професионалци, не од аспект зрачење, не од аспект оштетување на вид, од развоен аспект. До 3-та година нула време пред екраните, до 5-та година до 30 на минути едукативна содржина во интеракција со друго возрастно лице или поголемо детенце, како еден вид сликовница да се искористи екранот. Над 5-та година, тоа станува збор за западните земји кои што тој период тргнуваат во училиште, вели околу 1 час за целите на училиштето и понатаму се зголемува 2 часа. И ако вака успееме да изчуваме едно дете, се очекува дека до 12 години ќе успее само да си го регулира времето на престој пред екрани. Меѓутоа и тоа е веќе еден голем прашалник. Од 2017 наваму има и промени. Геймингот како феномен се јавува и кај децата од помлада и постара основно училишна возраст.
Секако не е многу врзано со аспектот наш, меѓутоа има реперкусии врз образовниот процес, концентрацијата и после настанува нешто кое што веќе е предмет на интерес на психијатрите. А кога ќе додат родителите со дете кој што доцне во говорот, ќе прашувате дали нивното дете минува пред екран. И обично претпоставам прашувате колку време. Какви одговори добивате? Колку време минуваат? Добиваме различни одговори од родителите. Рекордот кој што така како еден раритет го имам јас слушнато е 17 часа дневно. Значи тоа детенце до 4-та година, додека не дојде во нашата установа, само гледало нешто на екран, испиело и се друго се одвивало пред екранот. Во виртуелен свет? Да, во виртуелен свет. Има деца со 12-13 часа, со 2-3 и сега има уште еден интересен феномен од другата страна. Денеска ме виделе на телевизија дека јас сум кажала не на екрани, завчера бил некој колега, утре ќе дојде колешка, сега со интернетот е се достапно. И некако, како друга страна пациент, сите ние можеби некојаш сакаме да скриеме некоја информација, па ќе каже, не, ние тоа не е екрани, знаеме, сме прочитале, никако не даваме, не знаеме зошто вака, а после ќе го видите истото детенце во чекалната, се смирува или се храни исклучиво ако му е телефонот во раце. Од сите тие екрани за мене се најлоши малите технолошки уреди, телефоните, таблетите, затоа што му даваат само да го прави нештото, да истражува, наместо да го развива фатот кој што првично го зборувавме, детето едноставно прстето си скрола или со цело раче и они мислат дека тоа е честопати многу напредно детенце. Нашиот мозок, пак се враќам на основата од почетокот на разговорот, се уште не е спремен за оваа голема... Еволутивно не е подготвен. Точно, да. И тоа се премногу информации, едни вештачки бои, еден вештачки тон што го слушаат детето, до немање на двонасочна комуникација, не слуша жив говор и едноставно после се затвара и нема потреба да комуницира, затоа што тоа е таму многу едноставно. Мислам, тоа влече. Секој од нас може, ако има еден слободен ден, да земе да изгледа 2-3 филма, па веднаш има дали од здравствен, дали од комуникацијски аспект реперкусија, камоли кај едно мозоче и кај едно детенце во развој и тогаш доаѓа до диагноза аутизам, која што светските психијатриски здруженија во наредната класификација веќе ќе го стават како диагноза. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешниот магазин за родителство 0+ месеци со нивни прашања. Ние продолжуваме понатаму кога родителот ќе забележи проблем со говорот кај своето дете, некаква форма на доцнење. Кому прво треба да се обрати? Дали на педијатар, на оториноларинголог да го проверат слухот? Не знам, можеби невролог, психијатар или веднаш треба кај логопед, кај дефектолог? Кој е патот? Кој е патот? Нашиот здравствен систем во однос на примерна, секундарно консултативна и терцијарна здравствена заштита е многу убаво концепиран. И сега за мене недостаток е што општите лекари се уште сематични лекари на дечиња. Мислам дека со продукција на повеќе специјалисти педијатри треба педијатрите комплетно да си ја прифатат педијатриската популација на матичен лекар. Матичните лекари многу добро знаат покрај оние аспекти на висина, тежина, боја на кожата, здрави болни деца, да ги препознаат и овие аспекти развојни околу развој на говорот или ако едноставно родителите не одат на редовните контроли на здраво дете, можеби и сами ќе им текне да си побараат упати да се обратат во некоја од установите како нашата, каде што функционира по системот на мој термин, или можеби некакви приватни пракси кои што секако ги има многу. Првиот е педијатарот. Педијатарот е секогаш одговорен за се кога станува збор за дете, меѓутоа нема да биде и никаква грешка ако прво се обратат на логопед,
Ние логопедите многу сакаме да соработуваме со нашите соработници и да бидеме членови на тимовите и ако имаме некакви сомневања, барем кај нас во установата, во однос на слухот, секако расчистуваме дилема слуша, не слуша, па тогаш ќе се оди на орал специјалист. Доколку се сомневаме на нешто посериозно, детски невролог, во нашиот тим веќе имаме и психијатар што работи со деца и младинци, значи веднаш во соседната врата можеме да го препратиме. Не е грешка да отидат било каде, меѓутоа ете прво нека се консултираат со матичниот педијатар за да си спасат шетање од една до друга установа или здравствена установа, изгубено време и едноставно малтретирање и за детето и за семејството, па некогаш можеби ќе навлезат во еден куп здравствени и медицински претраги што на крај ќе испаднат дека се непотребни. И еве, сето тоа е страдање за детето и семејството. Сега да седне човекот, да слуша од куп професионалци, по вратите да оди, да чека, детенцето се малтретира, матичниот лекар, а доколку сакаат, можат и веднаш да се обратат на логопед. Сегде на друго место ќе ги испрати логопедот. Доколку станува збор за некое поедноставно говорно јазично каснење со кое што логопедот сам ќе се справи, нема потреба да одат да лутаат семејствата по други професионалци. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Се поздравувам во студиото. Ви благодарам. И сакам да прашам, се работи за предвремено родени близнаци. За неколку дена ќе наполнат 2 години, ама доцнат со говор. Зашто е проблемот? Дали дека се предвремено родени или има некој друг проблем? Сакам да прашам. Така, ова е една дилема која што е честа кај родителите на предвремено родените бебиња. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Се тука што да следат коригираната возраст или не, како изгледа? Сите предвремено родени деца идеално е да си бидат следени од развојно советувалиште. Развојните советувалишта, освен колку имам информација ова што постои во Скопје, низ државата се веќе во замирање и секој нема да има среќата да дојде до развојно советувалиште и евентуално дечињата родени по приватните родилишта што добиваат малку повеќе следење во текот на првата година, а дечињата родени во државните родилишта секако ако постои некој сериозен аларм од најрана возраст се пратени на сите скрининзи. Таков пропуст не се прави. Се испитува слухот, се испитува видот ако престојувале во инкубатор и така натаму. Сега за една близначка бременост, а и дечиња предвреме родени, секако си ги следи овие аспекти педијатарот, меѓутоа во однос на развојните аспекти, доколку до втората година говорот недостасува, станува збор за каснење на говорот, сега има и еден интересен феномен кај близнаците. Прво, 2 дечиња во исто време е голем предизвик за чување на семејството. Додека се завршат оние работи што се најбитни на секого, да бидат нахранети, да бидат чисти, да бидат суви, околината да им биде средена, може би човек нема секогаш доволно време да се... Да им зборува. Да, и, така, и да се посвети на сето ова што е потребно за да се поттикне говорот, а има, тоа беше феноменот кај близнаците, они двајцата може и меѓусебно да си комуницираат. И да си се доволни сами на себе. Па едниот ако е моторно поспретен, другиот вербално поспретен, па си се надополнуваат, овој ќе го погледне, другиот ќе се качи таму на шанкот и така. Интересни се близнаците, меѓутоа отсуство на говор кај било кое детенце до втората година, секако треба да си отидат, еве и вашата гледачка, на преглед кај стручно лице, да се види која е причината. Може да се од најразлична причина и да станува збор за коригирана возраст, веќе до втората година би требало да проговорате. Сега рече доцни со говорот, колку доцни, треба сето тоа да се види, да се утврди. Да се процени. Да се процени. Па потоа претпоставам да се изработи некој индивидуален план, а тоа за тоа ќе проговориме малку подоцна, ќе им дадеме можност на гледачите, ќе им дадеме предност да ги постават своите прашања во денешната емисија. Добар ден за следниот гледач.
Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас малку подоцна се приклучив и не знам логопедот од која установа е, дали е од клиника или од... Од Центарот за слух говори Синко. глас, кој што сега е Центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација. Повелете, кој е вашето прашање? Ме интересира како може да дојдеме до термин да закажеме логопед, зборувам за повозрастно Аха, за возрастно петгодишно лице. дете. За Но 5 годишно. никако до термин да дојдеме. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сигурно и тоа уште еден предизвик да се најде термин. Да. Постојано сме на линија со Фондот за здравство и со информатичарите од Мој термин. Затоа ви реков и се заблагодарив за поканата за гостување. Ние сме тие што сме, здравствените политики се тие што се. Можеме да се пофалиме дека последниве 7-8 години трикратно го имаме зголемено стручниот персонал во установата, од логопеди, од дефектолози, имаме и психијатар, 2 ушни лекари, од претходно постои ортодонтот, логопедите сме најбројни како водечки кадар во установата, како што вели нашето име, работиме во тимот со нашите колеги. Пуштаме на Мој термин онолку термини, односно и повеќе од колку што можеме да обслужиме понатаму со рехабилитација. Се создаваат едни листи на чекање. Сега најново е Мој термин ќе функционира на принципот резервација на термини. Може би тука нешто ќе има игра на брзи прсти на персоналот во матичните ординации. Обидете се упорно да се јавувате кај матичниот лекар и да го барате и да го чекате својот термин. На моментот приоритетен упат баш и не е некое среќно решение во установа како нашата. Може би ќе дојдете до преглед, меѓутоа... Тоа е еден цел процес кој што трае. Да, услугата малку ќе изостане. Посакувам гледачката и сите што имаат потреба да бидат упорни и да се трудат да дојдат до нас. Другата алтернатива се колегите што функционираат дали во приватен здравствен сектор или во облик на некакви сдруженија или што и да е, тоа е предмет на друг тип на дискусија. Колку е нивното постоење оправдано, неоправдано, меѓутоа они се постојат луѓето, завршиле школа и одговараат на потребите на клиентите нивни во недостаток на услуга во јавниот здравствен сектор. Так, за жал се надам дека и ова ќе се реши. Да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавува една баба од Прилеп. Така. Имам 3-годишно внуче. Добра. 3 години има, уште не зборува деде, не баба. Само тоа кажува, а уште нема прозборувано убо. Так. Па вие сте загрижена, така? Загрижени сме, го носиме на логопед и дефектолог и в градинка оди. И што да преземиме? Што понатаму? Дали има некакво решение? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам. Бабите се дел од процесот, барем во нашата држава, на чување, припомагање, одгледување на децата, секако не треба да го... Па понекогаш дури ги носат на логопед, бидејќи родителите немаат време. Да. Доколку добро се распределени улогите и родителот ја има родителската улога, бабата и дедото е баба и дедо кои што ќе припомогнат, сето е во ред, тоа не би сакала ни да го дискутирам. Загрижена баба секако исчувала своји деца, знае од прилика како одат тие развојни скали, видела и други деца од околината. Добро направиле што го однеле детето таму каде што го однеле. Имаме колеги што работат и функционираат и во Прилеп, и во Битола најблиску. Установа од сличен карактер како нашата постои во Битола, меѓутоа и колегите што си работат во Прилеп секако си ја знаат својата работа. Треба да продолжат да си го носат детенцето, да ги применуваат советите што им се дадени во домашна средина,
да ги исклучат екраните ако постојат, а доколку стручното лице што работи со вашето детенце се сомнева на нешто друго и ви испраќа кај некој друг специјалист за деца, потребно е да го посетите и него. Може би малце ќе се измачите, се е концентрирано во Скопје, меѓутоа, доколку стручното лице мисли, треба и таа дилема да се расчисти. А може ли родителите да очекуваат говорот да се јави преку ноќ? Или тоа е процес кој што постепено оди? Процес е кој што постепено оди, меѓутоа се случува често, нели ние сме професионалци, секој го завршил своето школување, се надоградува, па следи новини, еден завршил ваму, друг завршил таму, различен карактер на установа, меѓутоа јас сум сигурна дека сите ние со љубов и посветеност си работиме својата работа и постојат наши корисници на услуги. Еве, ние одевме до сега таму, ама ништо и сега дојдовме кај вас и еве 4 часа прозборе. Тоа е скоро и невозможно. Некој за да дојдеме ние и да си ги собереме поените за успех, некој предходно сработал со тоа дете. Прво може би колегата работел на разбирањето на говорот, па се створил еден внатрешен јазик, внатрешен речник на детенцето и ние сме имале среќа баш кај нас да се случи детето да проговори. Тешко дека преку ноќ може. Потребно е и во тоа да се вложи труд. Пред да го вклучиме гледачот, имам уште едно подпрашање, дали кај логопедот се работат само вежби за говор или пак може би вежби за концентрација, за ориентација во простор, за паметење? Логопедот доколку има среќа како нас да функционира во тим, да ги има своите колеги дефектолози до себе и останати стручни работници, соработници, ќе си ги делиме обврските, некаде ќе се преклопуваме, некаде ќе се надополнуваме. Меѓутоа, ако логопедот работи сам, тогаш работи на се останато. Мора сите останати развојни параметри да се подигнуваат нагоре, за да може да се развива и да се богати, да се надоградува говорот, јазикот и се што кај едно детенце недостасува во одреден момент. Ќе му дадеме предност на гледачот да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се работи, прво поздрав до вас и вашата гостинка. Ви благодарам. Ме интересира, се работи за билингвално дете, кој што во градинката слуша еден јазик, дома да слуша мечиниот јазик. Има 2 години и 4 месеци, кажува зборчиња и по 2-3 врзува, но доста од тие зборови се уште не се јасни. Оние мама, тато и така натака, дај ми дај, се јасни, но другите посложените зборови не ги изговара добро. Па ме интересира што мисли ова гостинката. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, кога станува збор за билингвални деца, кои повеќето денеска слушаат на телефон на англиски јазик, па можева во еден поширок контекст да го искоментирате. Да. Билингвизмот, 3 и повеќе лингвизам е секако феномен и предмет на интерес на говорно-јазичните терапевти, логопеди, како и да се нарекуваат насекаде по светот. Доколку се работи за уреден развој и уредни предиспозиции, двојазичноста сама по себе не е пречка. Со тоа што таа двојазичност треба да е адекватна. Доколку детето го учиме да каже вода, треба на едниот и на другиот јазик да го знае адекватниот збор. А доколку постои надополнување, дај ми го waterот, тоа некако е несоодветно и тогаш детето нема да има јасна граница меѓу едниот и другиот јазик. Тоа е и советот до гледачката. Сам по себе билингвизмот нема да пречи. Порано постоеше едно мислење дека треба да се одлучи семејството за еден јазик. Ние велевме мајчин јазик, но потоа излезе дека може би мајчин јазик е јазикот на средината, јазикот кај што детето ќе го има своето образование предучилишно, училишно и така натаму, а сега се вели секој да си го негува својот јазик и да се
водат паралелно јазик 1 и јазик 2. Доколку станува збор за говорно-јазично доцнење, тоа ќе постои на секој од јазиците и тогаш секако треба да е предмет на интерес на стручни лица. Најдобро е, ако има ова семејство дилеми, да отиде до некој логопед, за да му бидат расчистени. Така. Кога зборуваме за принципите на кои што се одвиваат логопедските третмани, каков тип на вежби се изведуваат? При тоа, дали родителот треба да присуствува, особено ако детето е мало, до 4 години, или пак тој треба да чека во чекалната? За да стане збор за логопедски вежби и логопедска рехабилитација, најпрво треба да се направи една адекватна проценка. Покрај членови на тимот или самиот логопед треба да има инструменти за проценка. За жал, стандардизирани инструменти за проценка во нашата држава на македонски јазик немаме се уште. Ги користиме инструментите за проценка на бивша Југославија, каде што живеевме, со јазични прилагодувања на македонски јазик. Сметаме дека сме во еден близок културолошки контекст се уште со тие држави и можат да одговараат и за нашите деца. Конкретно во нашата установа имаме и стандардизирани купени инструменти од странство или од блиските држави, па повторно со лингвист прилагодени на македонски јазик и на наш културолошки контекст. Откако ќе се направи адекватната проценка, се прави еден план за третман со долгорочни, краткорочни и среднорочни цели. Планот е пожелно да се прави заедно со родителот, затоа што секој од нас има различни цели и различни очекувања. Меѓутоа, и како совет до младите колеги, секогаш треба да се направи план, целите во планот можат да се менуваат и секогаш треба да се прави планот во соработка со родителот. Родителот може би очекува за не знам колку време. Ние мораме да му објасниме дека сето тоа оди постепено, дека е процес и така натаму. Конкретно за прашањето како се одвиваат вежбите. Ние во нашата установа, меѓу кои јас, имаме и неколку специјалисти по рана интервенција во детството од Медицинскиот факултет од Нови Сад. Недостатокот на стручен кадар на светско ниво, наш калибар, направи тие процеси да бидат со соведодавни третмани со присуство на родителот, затоа што едноставно тие професионалци ретко имаат можност да се сретнат со конкретното семејство. А кај нас во нашата установа адаптацијата е секако со родител, побарање на родител е пожелно и потребно родителот да биде присутен. Ние имаме и кабинет за рана интервенција, каде што и дел за третманите до 3-та година се одвиваат заедно со родителот. Му покажува стручното лице, му вели да проба, му прави корекција таму кај што е потребно, се дава задача за дома, па се покажува домашната задача, условно речено. Значи, родителот ќе мора да продолжи да работи во домашни услови. Не може да се надеваат дека само со посета на логопед проблемот ќе се реши. Не, тоа е и скоро и невозможно. Некој што највеќе го има детенцето е секако семејството, без оглед биолошко згрижувач или каде и да живее, со кого и да живее, неговата тоа природно обкружување. Тие имаат можност за најмногу интеракции, тие имаат можност за најмногу средби и најмногу време поминуваат со детенцето. Понатаму е предучилишната установа, ако станува збор за детенце со предучилишна возраст, училиштето. Ние сме, верувајте, последните. Иако нашиот предмет на интерес е развој на говорот, советите што ние ги даваме од целата средина, ако не се применуваат, едноставно работењето со логопед би било Бесцелно? Бесцелно, да. Има ли некои универзални совети што можете да им ги препорачате на родителите? Што да прават тие во домашни услови за детето побрзо да проговори, да прозбори? На децата треба да се зборува. За мене најдобар совет е наназад да погледнеме како нас не чувале нашите мајки и уште поназад како бабите ги чувале своите деца. Чување на децата во природен контекст,
зборување на детенцето уште од самото раѓање, без оглед дали станува збор за некое откриено нарушување од областа на говорот или не. Иако не разбира, ние треба да му зборуваме. На почетокот, кога ви реков дека околу 60% е невербална комуникација, вербалната е само 10%, останатите 30% што остануваат се говорните супрасегменти. Тоа е интонација, траење, ритам, темпо, се она што му се кажува на детенцето, песничките што му се пеат, ритмичките игри што постојат за најрана возраст, сето тоа е една база за развој на говорот. Тоа е нештото кое што треба да го прави секој дома и пред проговорување на условно речено дете без проблем, меѓутоа и кај некое детенце кое што е откриен проблемот, треба да се практикува. Тоа е главниот совет што може да им го каже еден логопед. Понатаму, кога ќе проговорува, потребно е да им се обраќаме со кратки реченици. Например? Ајде сине, оди, дај ми вода. Не, дај вода. Ајде сине, оди во спалната, дај пелена. Донеси пелена. Кратки реченици, меѓутоа да се на чист јазик, без тоа мазење, условно речено. Што често го применуваат родителите. Да. Па дури некогаш и за одредени предмети користат сосема други зборови. Да. Дечињата тоа го прават. Јас имам едно детенце, пример од мојата пракса. Гласот К, ова е веќе да речам од тие говорни козметики што ги правиме, меѓутоа недостаток на К кога дојде детето кај мене на 4 годишна возраст е веќе аларм за говорно јазично доцнење и сега јас се трудам детенцево, добивам артикулацијски точно К, го ставаме во примена, детето тато го вика како и тато го зема од врата, ајде сега ти дојди кај како. Значи родителот го користи истиот збор. Да. Правилно треба да се зборува граматички точно, меѓутоа кога се малецки, сепак да ги одбереме зборовите што можат да ги разберат, должината на пораката која што им ја праќаме. Значи никако на бебешки јазик да не се обраќаме. Нема потреба воопшто. Обично колку време децата имаат потреба да посетуваат логопед за да се видат резултатите во говорот, да се забележат? Исто тоа е една од дилемите на родителот. Колку се тоа ќе трае? Постојат, да речам, некои универзални дадени временски рамки. Ова ќе трае толку, она ќе трае толку. Пак повторно секогаш зависи од индивидуата, од личните капацитети, од ангажираноста на самото детенце, од ангажираноста на семејството, од редовноста на третманите, некогаш и од наша страна може да биде чести отсуства, боледување, па може би треба да се размисли за промена на логопедот. Сето тоа трае. Основната цел е ќе се заврши со логопед кога конкретното детенце ќе ги достигне врсниците. Или кога логопедот ќе процени дека е дојдено до фаза на некое физиолошко доцнење од прилика половина година зад врсниците, па тогаш се остава да се направи една пауза и да се видиме за извесен период, да видиме до каде сме стигнали и дали има потреба повторно од поддршка или тоа детенце ќе си тргне по своите развојни патишта индивидуални, со поддршка на семејството и предучилишната средина. Споменавте физиолошко доцење на говорот. Има и доцење на говорот поради одредени диагнози. Сега, што е точно физиолошко доцнење и дали детето кое што физиолошки доцни во говорот има потреба од логопед? Она што физиолошко доцнење е повторно некој израз го употребив, е ставен во наводници и под знак прашање. Било кое развојно одстапување, ако е во рамки од половина година од конкретната возраст, се смета за физиолошко, може да се следи, меѓутоа нема да биде црвено знаменцете, некое портокаловко. На 6 месеци на контрола и дадени упатства, па ќе видиме до каде ќе стасаме. Било која развојна одстапка што е поради тие индивидуални карактеристики што ги има секој од нас, од прилика до половина година се остава да биде само од себе или можеби со некои
ретки советодавни средби со стручното лице би било сосема доволно и да се следи ако дојде некој период на стагнација или најлошото што некој од нас може да го очекува враќање назад, па тогаш ќе се вклучи стручно лице. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, за конкретните совети што ги дадовте, а се поврзани со доцнењето на говорот кај децата. Предпоставувам дека е исклучително чест проблем, веќе кажавте дека и има навистина сите термини се пополнети кај вас и родителите очигледно имаат постигнато свесноста за потребата за рана интервенција, што порано да се почне со да не се чека. Да. Предпоставам дека веќе ги носат на време, така? Да, па ако пред 7 до 10 години ние имавме дечиња над 3-та година, можеби делумно и поради наша вина, избегнувавме да работиме со помали деца или нашите повозрасни колеги избегнуваат да работат со нив. Сега по нашите ходници гледаме се помали дечиња. Од една страна, за жал на општата популација, навистина е зголемен бројот на говорнојазичните нарушувања, а од друга страна, за среќа наша како професионалци, а пред се на конкретните дечиња и семејства, дека ќе се дојде побрзо до очекувани резултати. Работуваат толку мали деца? Тогаш би бил третманот низ игра. Затоа ни постои кабинетот за рана интервенција, таму на под се одбиваат најчесто третманите. Значи може да седат? Секако. Да се движат, да трчат, додека трае тоа третманот? да биде низ игра. Самата игра ќе биде поттикнување на говор. Ние имаме и делумно опремен сензорен парк, кој што си го направивме сами во тек на короната, се случува и надвор во дворот да биде третманот. Колегите дефектолози имаме сензорна соба, тоа секако, меѓутоа и логопедите не мора да значи дека 1 на 1 и овде на маса. Особено ако станува збор за мали дечиња под 3-та година. Значи може да се модифицира пристапот. Се е прифатливо? Да. И преку играта може се постигне. Само да се знаат точните цели, да не е спонтано и стручното лице да е оној кој што ќе ја води работата, меѓутоа секогаш да има резервен план ако детенцето во моментот нему е тоа предмет на интерес кој што ние сме го одлучиле. Ви благодарам уште за вашето гостување. Се надевам дека ќе бидете повторно тука во нашето студио како гостинка. Благодарам за поканата. Почитувани магистар Билјана Крстевска-Кокорманова, логопед од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација, беше дел од денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам што бевте и денеска со нас и што не следевте со внимание. Ви посакувам пријатен ден.